Добро вечер. 16 јуни 2026 година. Ова е централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог на станите од денот. Во Ваташа денес беше одбележена 83 годишнината од стрелањето на 12 ваташки младинци, еден од најтрагичните настани во македонската историја за време на Втората светска војна. Со полагање свежо цвеќе и пригодна комеморативна програма пред споменикот во Ваташа, почит им оддадоа представници на државни и локални институции, членови на семејствата на младинците, граѓани и бројни делегации. Беше нагласено дека жртвата на ваташките младинци останува символ на непокорот, храброста и стремежот кон слобода, а нивниот подвиг и денес представува силна порака за зачувување на историската вистина и почитување на оние кои своите животи ги вградиле во борбата за слобода. 83 години од овој крвав настан кој силно ја потикна желбата за самостојна наша држава, некои кои пред 83 години го дадоа своите животи за ние денес да ја негуваме оваа традиција и да покажеме дека сме нација која си го негува своето минето, затоа што нација без корен не смее да биде нација. Во изминатите 83 години велелепно и веледостојно чествување на овој настан, така било, така и ќе остане. Денес со длабока почит се поклонивме пред споменот на 12 ваташки младинци, тоа е символот на храброста, символот на непокорот и символот на љубовта кон нашата Македонија. По 83 години нивната жртва останува вечен потсетник дека слободата не е подарок, туку аманет кој мора да се чува и да се почитува. Нивната младост беше прекината, но нивниот подвиг остана да живее низ генерациите како светол пример за достоинство, пожртвуваност и верба кон подобра иднина. Наша должност е да го чуваме дека споменот на нивното дело и да ја пренесуваме вистината за нивната жртва на нашите идни поколенија. Дали како генерација успеавме да се справиме со предизвикот на времето и да оставиме свој белег во тоа како треба да се чествува и како треба да се негува нивното минато. Почитувани присутни, на одбележување на 80 години од смртта на нашите 12 херои на Кавадарци, локалната самоуправа, градоначалник Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци, после 1961 година и изградбата на овој споменик успеа заедно сплотени сите кавадарчани, цело општество да се изградат овие 12 велелепни бисти на нашите храбри борци од Ваташа и спомен собата во која се наоѓаат предметите од нивното детство. Почитувани, така се сака историјата. Историјата се сака со дела. Историјата е за нас, историјата е за минатото, а историјата е потик како треба во идно време да се грижиме со нив. Како локална самоуправа и како заедница силно сме подадени на сите идеи и верувате дека така и ќе остане и во идно време. Во името на Советот на општина Кавадарци одаваме почит кон овие херои кои секогаш се врежани во нашата колективна меморија, во колективната меморија на село Ваташа, во колективната меморија на Македонија и во колективната меморија на нашите Кавадарци. Да му е вечна слава. Денес стоиме на ова свето место пред вечниот спомен на 12 маташки младинци, со чувство на длабока почит и тага и благодарност. Поминаа 83 години од тој црн 16 јуни 1943 година, кога во овие води и на оваа земја беше извршен еден од најболните злосторства на македонската историја од страна на бугарскиот окупатор. 12 млади животи беа прекинати во мигови, кога требаше да сонуваат, да создаваат, да ја градат својата иднина и иднината на својата татковина. Но иако нивните животи беа сурово одземени, нивната идеја не беше победена. Напротив, таа продолжи да живее во секоја генерација што ја сака слободата, во секој човек што верува во правдата и во секој граѓанин што знае дека достоинството нема цена. Ваташките младенци не беа војсководци, ниту носители на голема моќ. Тие беа деца на овој народ. Момчиња со чисти срца и големи соништа, но токму затоа нивната жртва е толку голема. Тие не загинаа со лична слава, не бараа признанија, не очекуваа споменици. Тие веруваа дека идните генерации заслужуваат живот во слобода и човечко достоинство.
Денес кога живееме во мир и слобода, наша обврска е да се запрашаме дали сме достоинствени наследници на нивниот завет. Дали доволно ја чуваме вистината? Дали доволно ја почитуваме жртвата? Дали доволно работиме за добрата идеја на младите што доаѓаат за нас? Како градоначалник на општина Кавадаци, со гордост можам да кажам дека нашата општина останува чувар на светата меморија. Спомен комплексот во Ваташа, спомен куќата, спомен одбележијата и сите активности што ги реализираме не се само форма на почин комбинат, тие се наша должност. Затоа што народот што заборува, ризикува повторно да ги живее истите трагедии, а народот што памети гради посилна и посигурна иднина. 12 матишки младенци остануваат символ на непокор, на храброста и на љубовта кон Македонија. Тие остануваат дел од идентитетот на Ваташа, на кавадарци и на македонскиот народ. Нека нивниот пример не потсети дека вистинските вредности не се мерат со години на живот, туку со големина на дело и ќе останат за нас. Почитувани присутни, денес со наведнати глави и исправени срца им одаваме највисока почит. Нека е вечен споменот на 12 младенчки деца, нека е вечна нивната жртва, нека е вечна Ваташа, нека е вечно Кавадарци, нека е вечна Македонија. Слава им! На одбележувањето присуствуваше и председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче, кој оддаде почит на младинците и положи свежо цвеќе пред споменикот. Денеска присуствуваме на одбележувањето на 83 годишнината од масакрот, убиството на младинците тука во Ваташа од страна на бугарскиот окупатор. Ова не учи дека политиките на омраза, на поделба, единствено до што водат се само трагедии. Затоа имаме обврска да сега во денешно време ја заекнуваме демократијата, владењето на правото и сите вредностни политики кои што произлегоа од ужасите на Втората светска војна. Почит на жртвите од масакрот во Ваташа оддаде и пратеникот од Левица Сашко Јанчев, кој исто така положи свежо цвеќе. Во Кавадарци започнува изградбата на кеот на Овчка река во селото Марена. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот на општина Кавадарци извршија увид на локацијата каде ќе се реализира инвестиција вредна 300.000 евра, обезбедена како донација од фондацијата Илија Камчев. Се очекува проектот да биде завршен во краток временски рок. Денеска на посета на повеќе објекти низ општина Кавадарци, заедно со председателот на Совет, со местните заедници, со урбаните заедници, со раководителот од секторот за урбана и комунална изградба. Денеска сме токму тука во село Марина, каде што после долги годишни инвестиции во село Марина дојде на ред да се среди речното корито во делот на Овчка река со инвестиција од 20 милиона денари, како што и знаете пред некој месец беше воведено во работа од донација од фамилијата Камчеви, односно фондација Илија Камчев. Како што го гледате сега, речното корито е отпочнато да се работи. Очекуваме за некои 2 до 3 месеца да биде целосно завршено со комплетно негово уредување и партревно уредување во делот на инфраструктурата, во делот на урбаната опрема, осветлување, за да биде едно место за рекреирање и место кое ќе биде од големо значење за Сопот. Сопот станува една урбана средина покрај сите други неопходни содржини кои што ги има во делот и од предучилишно образование, градинка, спортска сала, основно образование, канализациони системи, зеленило и се што друго припаѓа во делот на осветлувањето, сега добива едно катче од сериозна инвестиција од самиот почеток на Овчка река до после самото школа, односно до пред мостот за Сопот, комплетно ќе биде уредено ова речно корито кое што претходно беше класична депонија и напуштено во делот на самото од себе, така да една голема благодарност и до фондација Илија Камчев и на неговото семејство и мислам дека со ова село Марина ќе добие едно повисоко ниво на урбана средина. Големите објекти и големите зданија се за приоритет и се за восхит и почит во општина Кавадарци. Сега се наоѓаме во село Марена, каде што голема благодарност до фамилија Камчеви и фондација Илија Камчев, каде што, како што велат старите, каменот си тежи на местото, го покажа дека
токму се изградба на овој кеј на реката Луда Мара со вредност од околу 300.000 евра, на должина на самата траса од 400 метра и широчина на мајорно корито од околу 4 метра. Овој дел, односно ова речно корито на реката Луда Мара ќе го разубави ова село, а воедно и нашата општина Кавадарци. Значи, како што каже и градоначалникот, ќе почнеме на последниот мост од горната страна, па на долниот дел се до мостот кој е после школото и го спојува село Марена со село Сопот. Се надевам дека жителите на село Марена ќе бидат посебно горди на овој дел затоа што ќе го користат освен за разубавување на гледката, воедно и рекреативно за пешачење тој дел од оваа траса на мостот на реката Овчка река ќе биде и бисер на нашите Кавадарци, затоа што ние сме познати посебно во овој трет мандат на градоначалникот Митко Јанчев, посебно по рекреативноста на самите овие пешачки патеки, затоа што да го потсетиме нашите кавадарчани со проширување во текот на 25-та година на третиот дел од Видео Смилевски бато до општата болница Кавадарци на киот на Луда Мара, така да сметам дека со овие зданија на проширување на рекреативноста на нашите кавадарчани и како ќе овозможиме да ги изголемиме нивните рекреативни дејствија. Посебно сум горд како председател на Совет на општина Кавадарци, воедно и Советот на општина Кавадарци, каде што со овакви изданија ќе овозможиме нашите кавадарчани да имаат подобра животна средина. Општина Кавадарци тука не застанува, со нашата работа и со нашите дејствија правиме дејства кои итекако ќе останат гордост на нашите идни генерации. Денес во општина Кавадарци се одржа состанок на Вардарскиот плански регион на тема ангажманот на локалната заедница во управување со популацијата на кучиња. Денеска го организираме 8-миот состанок во планските региони во Македонија, во Вардарскиот регион, поврзан со новата стратегија за решавање на проблемот со бездомната популација на кучиња, која што го организираме во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство. Се обидуваме да во новата стратегија вметниме елементи кои што досега не беа разгледувани во нашата земја, заради тоа што досега фокусот на нас ни беше во бездомната популација. Сметаме дека проблемот фактички е од аспектот на дефинирање на изворите на кучињата, а не да ги броиме само бездомните популации, што значи дека фокусот на општините, на државните институции треба да бидат на вкупниот број на кучиња со цел да утврдиме пред се колкава е бројката на кучињата, потоа дека сите тие кучиња кои што се сопственички треба да бидат микрочипирани и од таа бројка на микрочипирани кучиња потребно е да се направи селекција во смисол на тоа да кучињата кои што се стерилизирани бидат во посебен ветеринарен надзор ставени заедно со нивните сопственици со цел да го пратиме одговорното сопствеништво на тие нестерилизирани кучиња, а потоа нормално и политиката на општините да се обавува во тој контекст. Така да сметаме со новата стратегија да потикнеме 3 нови елементи кои што досега не беа разгледувани во нашата земја. Првиот момент е да се направи оперативност на државната база на податоци во Агенцијата за храна и ветеринарство од аспект на оперативноста дека базата на податоци треба да биде ставена во корист на општините, да знаат градоначалниците и општинските власти колкав број има во нивните општини, потоа врз основа на тој број да ги прават сите соодветни политики. Втора работа е да се воспостави контрола и мониторинг на сопствениците во смисол на тоа дали кучињата имаат задоволителната благосостојба и да имаат контролирана репродукција. И третиот елемент е да се направи масовно прифаќање на стерилизацијата како една од мерките на кучињата во секоја општина да се ограничи бројот на нови кучиња во општините. Во Неготино, во тек е реализацијата на проектот за енергетска ефикасност во јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино. При увидот во градежните активности беше истакнато дека проектот ќе овозможи значително намалување на потрошувачката на енергија и подобри услови за работа на здравствените работници и престој на пациентите. Во рамки на проектот се врши замена на старата столарија, реконструкција на системот за грејење и ладење, поставување соларни системи за топла вода, комплетна термоизолација и реконструкција на кровната конструкција. Зафатите ќе се реализираат и во здравствениот пункт во Долни Тисан и здравствената станица во Демиркапија.
Општина Неготино инвестира во безбедноста на граѓаните, по завршувањето на градежните работи и тестирањата. По 20 години во функција се ставени нови семафори на една од најфреквентните раскрсници во градот, кај музејот на Неготино. Паралелно е извршено и обележување на хоризонталната и вертикалната сообраќајна сигнализација, со цел поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. По повод Светскиот ден на крводарителството, 14 јуни, во Кавадарци беше организирана свеченост на која беа доделени благодарници и признанија за најуспешните крводарители. Во присуство на представници од Советот на општината, Црвениот крст и службата за трансфузиона медицина, признанија добија крводарителите кои дарувале крв 25, 50, 75 и 100 пати. На сите крводарители им беа упатени честитки за нивната хуманост и придонес во спасувањето човечки животи. Денес го чествуваме највисокиот чин на хуманост, тоа е Светскиот ден на крводарителите, и по тој повод јас како претседател на општинска организација на Црвен крст Кавадарци, заедно со општинската организација, комплетно организираме свечена седница. Крводарителството е највисок чин на хуманост. Крвта не може да се произведе, крвта не може да се продаде, таа може да се дарува од човек на човек, каде што се докажува највисокиот дигнитет, авторитет и доблест на човечката вредност. Затоа, по тој повод, Општинската организација на Црвен крст 2025 година успешно го реализираше планот и процесот на крводарување. Имаме 2434 крвни единици, што е надминување за 200% во поглед на планот за крводарување. На ова свечена седница денеска не удоволија и многу наши драги пријатели. Тоа се комплетниот состав на оркестарот за инструментална музика и хорот при основното општинско музичко-балетско училиште Лазо Меце Фрале, нашите донатори, нашите крводарители пред се, кои што се луѓе со две срца. Зошто со две срца? Затоа што едното срце чука за нив и за нивната фамилија, а другото срце чука за оној најтешкиот на кој што му е потребна даруваната крв. Затоа денеска, почитувани медиуми, имаме чест да ги одликуваме признанијата јубилејните награди за 25 дарувања крв. Тоа се 35 дарители на крв, за 50 дарувања на крв имаме 6 дарители, за 75 и за 100 имаме еден дарител. Сакам на сите крводарители на Светскиот ден на крводарителството 14 јуни да му посакам многу здравје, многу успех, многу среќа и пред се многу хуманост, солидарност нивниот животен пат. Од политичките случувања, твоја држава, твоја шанса, бесплатно образование, модерни вештини и повеќе можности за младите, беше темата на денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Образовниот систем денес е распарчен, бирократизиран и брутално партизиран. Лабораторија за политички експерименти на ВМРО на штета на учениците и просветните работници. Се носат закони со сериозни штети врз образовниот систем и квалитетот на образованието со кои уште повеќе ќе се зголеми одливот на млади кадри од државата. Училиштето е сведено на фабрика за оцени, факултетот е често само биро за вработување или биро за иселување. Вистина е дека средното и високото образование стана класна бариера, каде успеваат само оние со длабок џеб, додека талентот на учениците и студентите се губи во застарените методи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во програмата Твоја држава, твоја шанса нуди конкретни решенија и нов пристап кон образованието. Нашата визија е интелигентна Македонија, каде државата инвестира во мозокот на нацијата како во својот највреден капитал. Праведно е да имаме задоволни наставници и професори, задоволни ученици и студенти. Предвидуваме систем кој не ги тера учениците и студентите само да учат за тест, туку да учат за да се стекнат со знаење, да се адаптираат во општеството и кариерно да напредуваат во својата земја. Ќе обезбедиме ваучер од 2000 евра за секој матурант за обуки за програмирање, вештачка интелигенција и зелени технологии, за да имаат пристап без финансиски трошок до најдобро платените работни места.
Секој млад човек мора да има пристап до факултет, а тоа да не биде натовар на семејниот буџет. Затоа, во нашата платформа предвидуваме целосно бесплатни студии на државните универзитети. Во време на високо развиена технологија, секој ученик ќе има бесплатен персонален систем за учење базиран на вештачка интелигенција. Праведно е образовниот систем и стекнувањето знаење да е достапно во секој период на животот. Во нашата платформа имаме концепт за трансформација на факултетите во хабови за доживотно учење. Секој граѓанин, без разлика на возраста, може да се врати на факултет за бесплатни микроквалификации, прилагодени на потребите на новата економија. Предвидуваме секој граѓанин да добие дигитален пасош на знаење. Државата ќе депонира средства во форма на ваучери, наменети исклучиво за доживотно учење и преквалификација во текот на целата кариера. Платата пак на наставникот да стане највисока во јавниот сектор со најмалку 25% повисока од просечната нето плата во државата. Наставникот мора да стане најплатениот и најпочитуваниот професионалец, бидејќи тој е архитектот на нашиот заеднички успех. Паметна држава значи моќен народ. Знаењето нема веќе да биде привилегија, тоа е право. Твоја држава, твоја шанса. Од ВМРО ДПМН пак посочија дека економските показатели покажуваат континуиран раст, наведувајќи дека Македонија 7 квартали поред бележи економски раст од околу 3%. Владата предводена од ВМРО ДПМН посветено работи во интерес на граѓаните и на македонската економија. Резултатите што денес ги гледаме се потврда дека државата се движи во правилна насока со стабилен економски раст, подобар животен стандард и одговорно управување со јавните финансии. Нашата економска политика се темели на 3 клучни приоритети: капитални инвестиции, привлекување странски директни инвестиции и поддршка на македонското стопанство. Токму овие политики обезбедуваат континуиран раст на економијата и создаваат услови за нови работни места и повисоки приходи за граѓаните. Македонија бележи раст од над 3% во 7 последователни квартали, а според кварталните показатели се наоѓаме помеѓу водечките европски економии по стапка на раст. Истовремено, просечната нето плата е повисока за 8,2% во однос на минатата година. Создадени се 17.000 нови работни места и ова е уште еден јасен показател дека мерките што ги спроведуваме даваат резултати и создаваат нови можности за вработување и економски развој. Во областа на јавните финансии, јавниот долг се намалува, буџетските приходи растат, а средствата се насочуваат кон капитални проекти. Денес сме исправени пред обврската да го намалуваме јавниот долг, да ја одржуваме финансиската стабилност и да инвестираме во развој. Нашата цел останува јасна: стабилна економија, стабилни јавни финансии, нови инвестиции, повисоки плати и пензии и подобар животен стандард за сите граѓани. Македонија забрзува. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес упати повик до обвинителството со прашањето колку уште докази се потребни за започнување истрага за тендерски постапки. Досега, антикорупцијскиот тим на СДСМ има објавено тендерска мрежа тешка над 100 милиони евра. Едни исти омилени фирми на власта добиваат милионски тендери низ институциите и општините под контрола на ВМРО. Ленди Груп за само 2 години добила 74 тендери. Pyramid Building Solutions добила 51 тендер. Мастев дури 93 тендери. Станува збор за повеќе од 200 тендери доделени на само 3 омилени фирми на власта. Оваа шема е надградена. За секој нивни тендер што го добиле, речиси секогаш се појавуваат истите фирми за проектирање и надзор. МГ Проект и МБМ Архитекти. Дали е сето ова случајно? Секако дека не е случајно. Се е бизнис за Мицкоски и ВМРО ОКГ. Колку уште докази треба да се објават за конечно да започне истрага јавното обвинителство?
Како тоа едни исти фирми добиваат тендери, како едни исти фирми добиваат надзор и проектирање, а никој не презема ништо. Станува збор за 100 милиони евра пари на граѓаните. СДСМ нема да запре. Ќе продолжиме да ги разобличуваме сите тендерски шеми, сите злоупотреби и сите сомнежи за корупција. Ги повикуваме и граѓаните да продолжат да пријавуваат криминал, корупција и злоупотреби на дигиталната платформа Мицко МК. Заедно се бориме против криминалот и корупцијата. Да ја вратиме власта во рацете на граѓаните. Сите ќе одговараат, од прв до последен. Државната матура годинава помина успешно, а од тестирањето биле отстранети околу 60 ученици поради непочитување на правилата. Ова денеска го изјави министерката за образование Весна Јаневска. Учениците совесно си ја завршија работата и генерално нема можности да прибегнат кон нелегални дејствија. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имавме огромен број на вклучени млади во Вибер групи, во Телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранети само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 на ученици, што значи имаме одличен напредок во спроведувањето на матурата. Дополнително, оваа година исправивме една неправда, нерамноправност меѓу учениците, кои без оглед на тоа каков материјал учеа во текот на 4 години, полага еден тип на матура, оваа година полагаа два типа на матура. И за крај временската прогноза. Утре времето ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На одделни места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и услови за појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 13 до 18 степени, а дневните ќе достигнат од 25 до 31 степен. Почитувани, тоа беше се во овој дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.